Добро вечер, почитувани гледачи. ЕУ карванот вечерва ве води во Кратово, градот на подземните тунели, кулите и мостовите. Град со многу специфики и околу 7000 жители. Кратово изобилува со историја, локалитети. Колку знае да ги промовира, да ги продаде и на тој начин да го привлече европскиот турист. Како подобро и поуспешно да ги искористува придобивките од оваа фаза на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, дилеми за разговор со вечерашните учесници во ЕУ караванот и општината домаќин Кратово, но пред тоа да ги видиме сите специфики и уникатноста на ова мало но живописно градче од североистокот на Македонија во личната карта на градот што ја подготви колегата Милер Истески. Изграден амфитеатрално во стар автентичен стил. На дното од некогаш изгаснат вулкан. Кратово, град со околу 7000 жители. Куќи кои пленат бидејќи се во стар стил и сокаци за кои два пати ќе подразмислиш дали два автомобили може да се разминат. Околината преубава. Чиниш станува збор за недопрена природа. Кратово е еден од најстарите балкански, односно европски градови. Се вели Кратово е град на мостови и на кули. Во него има дури 13 стари мостови и 5 кули кои се функционални, изградени низ вековите во минатото. Секој мост и кула се со посебна приказна која плени. Од специфичниот Радин мост, кој е единствен изграден на камени кули и е без свод, до преубавата Саат кула. Во Кратово се вложува. Голем број проекти со европски пари се реализирани. Еден од нив е културниот центар, чија вредност е 91.000 евра. Колекторскиот систем во градот чини 72.000 евра, а за подобрување на квалитетот на живот преку ИПА програмата вложени се 100.000 евра. Со европски средства уреден е локалитетот Куклица. Природата оформила карпи кои наликуваат на луѓе, а жителите целото ова карпесто здание го нарекле свадба. Сепак, туристот добронамерник на локалитетот ќе забележи неуреденост, иако овој простор е уникатен. Позитивните страни пред се мирниот начин на живење, спокојството кое што го овозможува, сигурноста која што навистина во поголемите градови ги нема, чистата околина со која што зобилува Кратово и така натаму, но сепак сметам дека се потребни поголеми инвестиции во однос да се промовира Кратово како еден позначаен туристички центар, да се развие повеќе пред се туризмот во Кратово, побогато културно живење за кое што да кажеме веќе се работи во последно време поинтензивно. Општина Кратово функционира како мала општина со 20 вработени. Тешко оди аплицирањето за европските фондови, но тимот е уигран. Се трудат во секој поглед да го подобра квалитетот на живот на кратовчани. Општина Кратово како едно урбано градче во североисточниот дел на нашава република се труди да биде во тренд со сите, да речем, современи случувања во нашава држава и во европските држави, така што ние постојано се трудиме и сме дел од повеќе европски програми, од повеќе проекти. Исто така работиме заедно со североисточниот регион, бидејќи општина Кратово е дел од североисточниот регион, каде што ги работиме програмите за развој, стратешките програми за развој во наредните 2015 до 2019 година, каде што општина Кратово заедно со уште останати 7 општини од овој регион се вклучува поинтензивно во добивање на информации и аплицирање на повеќе програми од европските фондови. Кратово е се повеќе посетуван град. Покрај неколкуте археолошки локалитети овде има и голем број цркви, но на кратовци им недостасуваат културните настани. Има компиријада, пастрамалијада, но концерт
малку потешко. Повеќе културни настани у секој случај, значи знаеме дека летово имаше неколку културни настани. Еве сега ќе се дешаваат некои збиднувања околу компиријади, пастрамајка, кратовска, значи тие работи му недостасуваат културни настани, али и самата култура на луѓето, значи хигиената исто недостасува малку у градот, тоа што ние сами си го правиме, граѓаните, никој не ни е винован за тоа и се надевам пак дека се тоа ќе се поправи. И додека Кратово цели кон Европа, дојденецот во него мора да ја проба кацаната сол која овде се прави, но и пастрамајлијата која е далеку поразлична од останатите. Останува да се поработи на промоцијата на убавините на најстариот град на Балканот. Да, Кратово се обидува да биде во тренд и да ги фати европските текови. Колку тоа му успева, ќе разговараме во вечерашната емисија на ЕУ Караванот низ Македонија со градоначалникот Мите Андоновски, бизнисменот Добри Иванов, управител на Силкрат и генерален секретар на фудбалскиот клуб Силекс и етнологот Драган Георгиевски, кој е директор на музеот на град Кратово. Господа, добре дојдовте на подиумот на Европскиот караван во Македонија. Прашање за сите. Најпрво, дали прво кратовци ќе станат европејци или европејците ќе дојдат во вашиот град како инвеститори или како туристи, можеби? Градоначалник, повелете. Јас мислам дека во Кратово европејците дошли уште пред многу векови. Кратово е рударски крај и тука познатите рударски племиња Саси, Шлези уште пред многу векови вршеле искупувања на руда златна, сребрена, олово, цинк и мислам дека Кратово е познато во Европа уште многу одамна. И во поново време преку компанијата Силекс, која претежно своите производи ги извезува во Европа и увезува суровини од Европа, значи е познато во многу европски држави. Мислам дека младите сега сакаат што побрзо Македонија да влезе во Европската Унија и да патуваат во Европа, некои како туристи, некои како посета на своји роднини, а некои пак да побараат и екзистенција да најдат работа во европските земји. Иванов, Европа доаѓа побрзо во Кратово или Кратово оди во Европа таму? Мислам дека, како што рече и градоначалникот, европејци одамна биле во Кратово, меѓутоа и кратовчани ги има не само низ Европа, туку низ целиот свет. Дали преку бизнисот, дали преку спортот, кратовци се присутни во Европа. Така да, мислам, тука нема да застанеме и понатаму со едно исто темпо ќе се развиваме и ќе водиме кон Европа. Сите очекуваме прво Македонија да влезе во Европска Унија, да ги имаме придобивките од Европска Унија, а со тоа и ние како граѓани на Кратово целосно да бидеме во Европа. Георгиевски, што ќе значи за Кратово влегувањето на Македонија во Европската Унија? Видите, јас слободно кажувам дека доста кратовци има низ Европа, меѓутоа и доста европејци доаѓаат во Кратово. Ние се случуваме, значи, секојдневно доаѓаат туристи како туристи европејците, значи, ние одиме во Европа, доаѓаат во Кратово европејците, меѓутоа ние сме дел од Европа. Значи, со самото Македонија е во центарот на Балканот и во центарот на Европа, ние сме и дел од Европа, без разлика дали сме дел од Европската Унија или не. Градоначалник, кратовци си ја почитуваат традицијата, си ги практикуваат обичаите. Колку е европски менталитетот на вашите сограѓани? Кои европски вредности ги споделувате овде во вашиот град? Точно е тоа, кратовци си ја почитуваат традицијата, си ги почитуваат обичаите и се добри домаќини. Значи, сите гости и амбасадори што доаѓаат од Европската Унија и сите туристи што доаѓаат се воодушевени од тоа што ќе го видат во Кратово и од тоа што ќе го вкусат како традиционална храна во Кратово. И мислам дека и во наредниот период уште повеќе ќе се промовира Кратово како туристичко место, како место во кое ќе доаѓаат се повеќе туристи и во кое ќе можат да видат и многу културно-историски споменици и локалитети кои се наоѓаат во околината на Кратово.
Еден од синонимите за Кратово е Силекс. Иванов, која е главната дејност на луѓето од Кратово денеска? Од што живее градот? Уште во најавата и самиот градоначалник спомна дека во Кратово од секогаш работело рударството. Тој понатаму работи. Пред се рудникот Силес, кој почиња еден подем од 60-тите години, па до ден денеска извезува во повеќе од 30 земји во светот. А покрај овој рудник развиени се и други индустрии, како хемиската индустрија, како индустријава Силтес, кој ја произведува позамантерија, пратејќи ја текстилната индустрија. Имаме развиено земјоделие, угостителство, градежништво. Градоначалникот го спомна туризмот повеќе, дека треба да се фокусира општината. Секако дека туризмот е една од најбитните гранки на која голем акцент се дава во последно време во Македонија. Кратово со својата положба и историска вредност која има, како еден од најстарите градови на Балканот, неговата богата историја овозможува да многу туристи од целиот свет го посетуваат Кратово, ги видат убавините, а ние на сите можни начини се трудиме тоа да го промовираме и во иднина се повеќе и повеќе туристи да доаѓат. Не само од балканскиве земји, туку и пошироко од цела Европа, па и светот. Георгиевски, вие го предводите музеот на градот. Во прилогот на колегата Миле Ристевски слушнавме дека дел од вашите сограѓани сметаат дека на градот му недостигаат културни манифестации. Имате ли идеја што друго освен Пастрма Илијада, Компиријада или не знам која друга манифестација се организира овде би била атрактивна за гостите во Кратово? Значи ние, нели, како локална самоуправа и музеот на град Кратово настојуваме да имаме повеќе манифестации во текот на целата година и навистина одржувам, значи последниве години се одржуваат повеќе манифестации. Тука ќе го спомнам, значи денот на културата кој што се одржува секоја година. Потоа етнолошкиот симпозиум, значи кој што се одржува месец октомври. Еве сега во сабота Компиријадата, така да има голем број на настани кои што се случуваат и кои што навистина привлекуваат внимание. Тука би го спомнал и патронот на градот, 24 февруари, кој што навистина представува голем настан за градот Кратово и кој што доаѓаат многу туристи од поголем број на држави, но и од самата, мислим, од нашата држава, од Република Македонија доаѓаат, кои што има што да видат, значи, во Кратово. Почитувани гледачи, вечерва сме во Кратово. Овде на подиумот на ЕУ Карванот низ Македонија со нас се и група жители, млади луѓе од Кратово, кои ќе земат учество во емисијата, а ве поканувам и вас да ни се обратите преку нашиот профил на Facebook ЕУ Карван низ Македонија. Додека ги чекаме вашите прашања, коментари и забелешки, ве поканувам да ја видиме заеднички анкетата на прашањето колку европски се живее денес во Кратово и што очекуваат кратовци од членството на Македонија во Европската унија. Кратово, колку европски град? Колку европски град? Да. Абе, Кратово е европски град, најстар град во Европа. Не знам во која смисла европски. Историски, да. Не, според мене не наликува толку на европски град, стар град. Па не е многу. Зошто? Треба уште развивање, значи, за нашиот град не е доволно развиен. Европски? Да. Он е европски како град. Што му недостасува на Кратово според тебе како млад човек? Па му недостасува скоро се. Младите се селат, значи треба вработување повеќе за младите и тоа е. Поголема забава за млади, ни недостасува кино, театар. Народ и селе. Друго ништо. Па недостасува за младите, за излегување ноќни клубови. Ништо не му недостасува, супер си е се. Малце само повеќе вработување и така. Кои се вашите очекувања кога Македонија ќе влезе во Европската унија? Па тоа да се вратат младите, тука да се најде по запослување. Тоа е повеќе. Па мислам ќе биде малце по-стабилна државата. Ќе има повеќе вработување, ќе биде подобро за младите.
кино, театар, забава за младите, работа повеќе за луѓето во градот. Градоначалник, како ќе им ги исполните желбите на вашите сограѓани? Па дел од тие желби веќе се исполнети, значи не знам гледачката дали е во тек, ние пред една година ја реновиравме киносалата која не работеше повеќе од 20 години и тоа дел од парите беа европски од владата на Република Швајцарија, значи дел од локалната самоуправа и од Министерството за култура и сега стварно имаме модерна киносала во која може да се одвиваат многу културни манифестации. Преку летото ние имавме топол културен бран и тука настапува и разни чалгиски оркестри, па имавме театарски представи и детски и мислам дека салата е во сега одлична состојба и може да се одвиваат овие културни манифестации. Во тек е сега, во моментот, значи, довршување на овој проект, значи, до изградба на балконот и на просториите под бината и мислам дека во наредните денови целосно ќе биде реконструирана салата. Вчера Министерството за култура ни донираше и опрема за прожектирање на филмови, така да во наредниот период мислам дека киносалата ќе биде во функција и ќе се користи за сите овие намени за кои што споменав. Театар и вработување? Театар исто така оваа година имавме денови на Македонскиот народен театар на отворено во Кратово и имаше 5 представи. За жал луѓето од Кратово уште не се навикнати на вакви манифестации, али имавме огромна посетеност. Мислам дека ќе продолжиме со таа пракса и во иднина да доведеме и други театарски групи, да ја продолжиме соработката со Македонскиот народен театар, така да можат луѓето да не одат на представи театарски во Скопје, него тука на лице место да ги посетуваат. На општините, на единиците за локална самоуправа им стојат на располагање големи суми на пари во европските фондови. Кои од вашите проекти може да се финансираат со помош на европските фондови? Значи, огромни се финансиските средства што се нудат од Европската унија преку разни фондови. Мислам дека дел од тие средства воопшто на Кратово има искористено, нешто имаше и во најавата. За мене најбитно е во наредниот период да искористиме милионски суми на финансиски средства од европските фондови и тоа претежно за по мене два најважни проекта. Значи, општина Кратово нема финансиски средства и може да изгради причистителна станица. Се надевам со помошна апликација до европските фондови дека ќе најдеме. И втора важен проект по големина, мислам дека е уредување на регионална депонија за отпад, што на ниво на регионот североисточен го правиме тоа, мислам во завршна фаза дека се тие работи. Изработен е план за регионално управување со отпадот и веќе е поднесена од Министерството за животна средина и просторно планирање апликација за добивање на финансиски средства 30 милиона евра за да се започне со изградба на ова регионална депонија која е рак рана, значи, за сите општини во Република Македонија. Мислам дека во наредните години овие два проекта ќе треба да се реализират и има реални шанси да се реализират со европски пари. Господин Иванов, како во мала општина со околу 7000 жители се води успешен бизнис? Колку при тоа се почитуваат европските стандарди во дејноста со која се занимавате и од друга страна како е да се води еден спортски клуб, фудбалски клуб Силекс? Видете, во една мала општина многу е потешко да се развива бизнис, бидејќи пред се пазарот е мал, куповна моќ од граѓаните исто така, но ние не сме далеко ниту од Куманово, ниту од Скопје, ниту од Штип, така да околинава ни е доста близко и бизнисот се развива во добар правец. Ние сметаме дека уште подобро би се развил овој бизнис, доколку и средствата кои што преку европските фондови бидат поблиски и до граѓаните и до самите фирми. Тука се соочаваме со едни проблеми и комплетно сите во Македонија да од одредени програми многу пари остануваат. Тешко ги даваат европејците парите или ние не знаеме да повараме? Не да ги тешко дават, туку условите за користење на тие пари се многу строги, така да исполнување на условите
онакви какви се пропишани, многу тешко може да се остварат. Многу време сака, многу трошоци и така натаму. Затоа, колку мене ми е познато, веќе се преговара и со Европскава Унија да одредени фондови ги променат тие критериуми во наредниве години, за да парите кои се наменети во Македонија бидат искористени. Штета е да 30-40% се користат од тие пари, другите остануваат неискористени. А она што ме прашавте за спортот, па спортот и бизнисот секогаш одат на некој начин заедно, бидејќи за спортот се потребни и финансиски средства. Ние како општина со 7000 жители, како што рековте, тоа градот 7000 жители, општината е наравно поголема, на спортски план сме постигнале, да не кажам, на републичко ниво изваредни резултати во повеќе спортови. Кога земеме фудбалот, фудбалскиот клуб Силекс 3 пати бил шампион на Македонија, 2 пати освојувач на куп. Во далечната 89 година бил меѓу 8 екипи на бившите југ простори во купот на тогашна Југославија. Играл со реномирани клубови како Борусија Мехенгладбах, како Бриш, како Марибор, Шахтјор и така натаму. Не само фудбалскиот спорт, туку и други спортови во Кратово во овој период имале подем. Зошто не е денес така? Па еве, да ви кажам да една од најпознатите каратистки во Македонија со светски и европски признанија е кратовчанка, таа почнала од тука. Значи, првите тренинзи ги обавила тука, на Наташа Илиевска, а карате клубот Силекс, исто така во далечната 78 година, беше во сениорска конкуренција првак на Македонија во сите категории. Што се случува денес? Заминаа талентите од Кратово или нема доволно пари за да се развиваат и да се задржат овде? Па видете, воопшто спортот стагнира. Не само во Кратово, стагнира во цела Македонија. Ние, освен во ракометот, што имаме некои позначајни резултати на европско ниво, во другите спортови немаме некои значајни резултати, а Кратово, и денеска клубот Силекс во Македонската лига води главен збор, моментално дели 3-то и 4-то место, пред него се само Работнички и Вардар. Домашни играчи се од Силек, од Кратово? Ние имаме и од Кратово и од околината, бидејќи не постои клуб кој може да игра во ваков ранг со сопствени играчи. Ниту Вардар во Скопје има скопјани, ниту Работнички, нити Бајерн Мюнхен, нити Челси и така натаму. Така да, фудбалскиот спорт ќе се развија и понатаму. Ние сме во фаза на завршување сега едно ново иградиште, односно реновирање на старо иградиште, така да инфраструктурата ќе се подобри и не само клубот Силекс, и други клубови кои играат во Општинската фудбалска лига ќе имат напредок. Георгиевски, колку посети има музеот на градот во Кратово месечно или годишно? Имате ли статистика? Кои се најчести гости и која е најинтересна поставка за нив во музеот? Да, па музеот на град Кратово, нели како општинска установа, води една евиденција за туристите кои што доаѓаат во Кратово, меѓутоа водиме евиденција за влезници кои што ги наплаќаме при влезот на кулите или на поставките. Значи чини 30 денара, односно за странци 50 денара. Така да сите оние туристи кои што ќе дојдат во музеот, значи водиме евиденција. Меѓутоа, некои туристи доаѓаат семиницитивно или доаѓаат само во посета на градот. Така да во последни години многу е зголем бројот на туристите, бар ние кои што ја водиме евиденцијата, така да мислам дека на годишно ниво ние имаме евиденција од 5000 странски туристи кои што доаѓаат, меѓутоа уште повеќе имаме и домашни туристи од Република Македонија. Најмногу имаме од Бугарија, значи од Бугарија, Србија, Грција, Соединените американски држави, така да од повеќе држави имаме кои што доаѓаат во градот Кратово, кои што доаѓаат на еднодневно, дводневно, значи посета тука, а имаме и домашни туристи од Република Македонија, како што кажам. На нашиот Facebook профил ЕУ Карван низ Македонија почна да пристигнуваат вашите прашања, забелешки и коментари, но и младите луѓе што се со нас овде на подиумот на ЕУ Карванот во хотелот Кратис во Кратово се нестрпливи да се вклучат во емисијата и да ми помогнат
со некое прашање, ве молам представете се и поставете го прашањето до некој од вечерашните учесници. Добро вечер, моето име е Наталија Танасовска, дипломиран хемиски инженер и имам едно прашање до градоначалникот на општина Кратово. Како да се спречи иселувањето на младите од Кратово, што може општината да им понуди, а да биде помогнато од Европската унија? Благодарам. Значи, иселувањето не е проблем само на општина Кратово, проблем е на сите, посебно овие општини од источниот дел на Македонија. Ние во општина Кратово презимаме конкретни мерки за да го решиме овој проблем. Значи, во тек е формирање на младински совет, сакаме младите директно да ги вклучиме во одлучувањето на советот, да бидат присутни на седниците на советот, да ги кажуваат своите проблеми, за да можеме заеднички да ги решаваме. Да ги внесете во политика од млади. Во политика, да. Исто така правиме стратегија, значи во која предвидуваме некои мерки за отварање на нови работни места, со што мислиме дека најголем дел од младите ќе бидат вклучени во тие проекти, за да можат да останат тука. Идеја на сите млади во Македонија е да одат во Европа, мислат дека лесно таму се заработуваат пари и дека има многу пари, но кога ќе отидат еднаш и се вратат, видат дека не е тоа така баш. Има работни места и во Македонија, кои во наредниот период мислам дека ќе се отворат доволно и за неколку години ќе биде решен проблемот на невработеност не само во општина Кратово, него и на ниво на Република Македонија. Мислам дека тој процент доста ќе се намали. Градоначалник, како стоите со демографската слика? Каква е демографската слика на Кратово? Во последно време има иселување од Кратово. Не мислев на тоа, мислев наталитет, морталитет. Наталитет, мислам дека наталитетот е опаднат. Ја мислам дека 60 до 70 новореденчиња има во текот на годината, дека имаме повеќе смртни случаи, а сето тоа е резултат на она што се случуваше во изминатите години, невработеност, нерешителност на младите да стапуваат во брак, да имаат семејство. Мислам дека во наредниот период оваа слика полека ќе се менува и ќе води на подобро. Повелете следното прашање. Добро вечер и од мене. Јас сум Милорад Анастасов, дипломиран правник. Моето прашање е до директорот на Музеот Кратово. Што ново ќе им понудите на туристите кои доаѓаат во градот Кратово? Видите, ние како музеј на град Кратово имаме постојани поставки кои што може да се видат во музеот на град Кратово. Меѓутоа имаме и постојани поставки во кулите. Можеби гледачите не знаат дека во Саат кулата имаме постојана поставка Кратово низ вековите, која што е поставена со реставрирањето на самата кула и постои секојдневно, значи може да ја видат. Потоа во Симичева кула имаме уште една поставка, тоа е Карпошото остане од 1689 година, кој што исто така може да се видат. Меѓутоа, музеот на град Кратово во текот на годината има и повремени изложби, како ликовни, етнолошки, историски, археолошки, така да можат во текот на секој месец да видат некои нови изложби со нови поставки, со нови теми. Ако сте задоволен со одговорот, да одиме со следното прашање, повелете. Добро вечер и од мене. Јас сум Златко Стојановски, магистар по правни науки. Би сакал и јас да упатам едно прашање до директорот на музеј на град Кратово, господин Драган Ѓоргиевски, кој е воедно и етнолог. Значи, бидејќи дел од кулите се во лоша состојба, дали музејот има некој проект за реставрација на културното богатство во Кратово? Благодарам. Значи, музеот на град Кратово заедно со општината Кратово постојано работиме на привлекување на донатори кои што ќе можат да ги финансираат овој проекти. Така еве пред еден месец го подпишаме грантот со Американската амбасада во Македонија. Грантот е во висина од $100,000 кој што е за реставрација и санација на Златкова кула. Така да ова е трета кула која што ќе биде реновирана и реставрирана и ќе биде пуштена во функција на туризмот. Значи ќе можат и во оваа кула да имат постојани поставки и да можат да влегуваат туристите да ја посетуваат. Ќе има и таму постојана поставка. Ние се договориме значи со локалната самоуправа да има таму една постојана поставка за Свети Ѓорѓи Кратовски. Знаеме дека идната година славиме 500 години од смртта на Свети Ѓорѓи Кратовски. Ако ми дозволите јас да ве прашам на прашање, како младите луѓе живеат во Кратово? Ја гледате ли вашата перспектива тука? Вие сте магистар, рековте. Можете ли вашата иднина да ја замислите во Кратово, вашиот роден град? Во Кратово, значи, мислам дека нема
доволна екзистенција, но мислам дека младите, ако сакаат, со овие кредити и за самовработување кои ги нуди владата, можат да отворат свој собствен бизнис и да најдат екзистенција во Кратово. Така да и со помош, верувам дека и од општината, од градоначалникот, мислам дека ќе може нешто да се направи и да се успее Кратово да стане едно место културно за живење. Градоначалник, имате ли некоја нова инвестиција во најава? Како да до поголем процент на вработување во општината? Работиме на неколку проекти. Значи, во почетокот споменавме дека во Кратово има еден италијански инвеститор кој има фабрика за обувки. Таму има 100 вработени, значи преговараме со него веќе година и пол и повеќе, многу тешко одат преговорите. Се надеваме, значи, до крајот на годината да отвори уште еден погон во кој ќе може да се вработат уште околу 200 луѓе, што е доста добро за Кратово. Исто така, сигурно слушате на телевизија дека во Кратово се при крај геолошките истражувања за отварање на рудник за злато, сребро, бакар. Компанијата Силекс, една австралиска компанија, веќе ги привршува тие истражувања и веќе е поднесено барање за добивање на концесија за експлоатација на ова рудно богатство и мислам во наредните години дека овој рудник ќе се отвори, ќе продолжи традицијата на рударството во Кратово и таму мислам дека едно 300-400 луѓе ќе најдат вработување. Исто така со владата на Република Македонија преговараме за изградба на една мини индустријска зона која треба да биде во близината на фабриката Иднина, каде што треба да направиме неколку локации и заеднички со помош на владата да привлечеме неколку странски инвеститори помали, кај што ќе има вработување некаде од 100 до 150 луѓе во неколку такви мали фабрики, за да може да се намали бројот на невработени во Кратово. И секако слушате дека во наредниот период треба да има една инвестиција во околината на Ранковци, една кинеска и турска инвестиција, Weibo Group, каде што се предвидува 5000 вработувања. Ако таа инвестиција се оствори, мислам дека и во Кратово, и во Ранковци, и во Криопаланка, и во Куманово нема да има невработени. Значи, во тие правци работи и мислам дека голем дел од овие идеи ќе ги реализираме. Иванов, колку кратовци имаат сенс за бизнис, предприемачки дух? Видите, кратовци секако дека имат сенс, затоа што компании од ова општина имат признанија на многу повисоко ниво и од републичко. Че на времето Силекс има добиено Авнојска награда. Водата која што се полни во Кратово, добра вода, може би и тоа го знаете, освои исто така во Америка едни изваредни признанија, значи со највисоки медали се закити. И понатаму сметаме дека од Кратово ќе изникнуваат млади, способни луѓе кои што ќе умеат и други бизниси да развијат од овие што ги има. И Кратово еден ден ќе биде убаво место за живење. Градоначалник, кои искуства од европските градови, без разлика дали се збратимени или не, слични по конфигурација, по број на жители и по природен потенцијал, можете да ги искористите и да ги примените во вашата општина? Значи, најголема соработка во меѓуграничната соработка со Бугарија имаме со градот Гоце Делчев од Бугарија. Мала општина, нешто малку поголема од Кратово, али општина која има реализирано огромен број на европски проекти со милионски суми. Мислам дека со нив имаме добра соработка и ги користиме, али треба уште повеќе да ги користиме нивните искуства и проектите кои ги имат понасано, значи да не ги правиме ние истите грешки, да ги користиме тие искуства и мислам дека можеме да реализираме доста проекти или заедно со нив или сами поединечно. Така, слушнавме, Кратово денес живее од рударството, хемиската индустрија, земјоделството, но се поагресивно навлегува и во туризмот. Туризмот може да биде магнет, Кратово може да биде магнет за туристите, а туризмот да биде економската локомотива на градот. Каква е сликата денес од прилогот на колешката Сунчица Николовска?
Градот на мостовите и кулите е препознатлив и по подземните ходници. Датираат од 14 век и представуваат вистинска туристичка атракција. Приказната за Кратово излезе од границите на нашата земја. Се повеќе туристи газат по старата кратовска калдрма. Според раздвиженоста во градот се проценува и успешноста на туристичката сезона. Далибор Петковски е лиценциран туристички водич. Самолетово низ богатото со историја Кратово прошетал околу 100 странски туристи. Вели дека е потребна поагресивна промоција за ова место да се наметне како барана дестинација за современиот европски турист. Нема доволно реклама се уште за градот Кратово, но бројот на туристи се зголемува од месец на месец. Така да имаме голем број на туристи од Македонија кои што се изненадени дека таков град постои во Република Македонија. Со такви бисери, искриени тајни, легенди, што само човек може да ги доживее ако дојде во град Кратово. Оваа година имавме доста од Холандија, кои што беа во Охрид, но сега од Охрид оставаат неколку дена да дојдат во Кратово. Слушнале и се презадоволни. Дури некои се повраќаат, наред да доаѓаат и следната година. Во последниве години охрабрува отворањето на ресторани и уредувањето на традиционалните куќи за прием на туристи. Во една од најубавите староградски градби се уште се чувствува духот на некогашниот кратовски градски живот. Прагот на Шанчева куќа изминативе 2 години го преминале многу странски домашни гости. Собственикот Стевче Доневски е вистински промотор на Кратово. Соработува со туроператори од европските земји, од САД и од Канада, а веќе 20 на години собира легенди и стари предмети од овој крај. Вели дека само туризмот може да го воскресне градот, оти има што да им понуди на посетителите. Еден кажува на 10 за добрите работи, 10 те кажуваат на 100. Тоа е методот за развој на туризмот кој треба да биде. Да не кажуваме, Кратово има една убавите цркви во Македонија, која е обновена од страна на Андреј Дамјанов. За фреските, за иконите, за горостасните борови. Тоа е посебно што нешто не може човек за еден ден да го се пројде Кратово. Доневски гостите ги пречекува со тазе лепотфурна и кцена сол направена по семеен рецепт. Најдобрите подготовка на кцена сол се прави во почетокот токму сега за Митровден, кога созреват царевката и пиперките кои се добро осушени. И втората тура за правење на кцена сол е за Великден. Солта се јаде исклучително со кебапи, маргарин, путер и секако како прочуено сега за сезоната за Сократовската пастромајка. И во кратовските ресторани се чувствува вкусот на традицијата. Гостите се служат со македонска храна подготвена по бабините рецепти. Гостите кои ќе дојдат тука ги барат нашите традиционални јадења. Например, почнуваат со пенџур, со манти, со зелник, со тавче гравче. Според многумина туризмот треба да биде новата локомотива за економски напредок на овој крај. Главните туристички мотиви се културното богатство, традицијата, гостопримството. Ако во минатото рударството го крепеше градот, денес кратовчани можат удобно да живеат и од туризам. Во Кратово секој чекор е поврзан со нова легенда или со реална случка, но без соодветни сместувачки капацитети не ќе може да се процени неговата вистинска туристичка вредност. Ете, уште еден повик за сите оние кои не пробале кратовско тавче, гравче, зелник или пастрмајлија, или секако скара со таа кцана сол. Кратовци се извонредно гостопримливи домаќини. Почитувани гледачи, се селиме на социјалните мрежи, на нашиот Facebook профил се поставени повеќе прашања, да одиме со првото. Како ќе се справите со невработеноста во градот, како да се намали прашање за градоначалникот, на кој тој делумно веќе одговори. Спомнав во кои правци ќе се одвијат, значи мислам овие 3-4 проекти, ако се реализираат, а се надевам дека ќе се реализираат во наредниот период, вработеноста во Кратово драстично ќе се намали. Така, одиме со следното прашање. Можат ли младите и образовани луѓе да живеат европски во Кратово? Ова прашање го одговорија моите колеги помошници од публиката, но сега би дале одговори некои од учесниците во неа. Повелете, Иванов. Имате ли во вашата компанија вработено млади, успешни, талентирани, школувани луѓе? Да, и во компанијата има такви луѓе кои се вработуваат, но јас би рекол на младите мора да им се дава се повеќе шанса, а за да биде така, ние мора да се потрудиме да обезбедиме и
некоја врста поевтини станови како тоа што се прави и во други места за млади школовани кадри, да не ни одат на страна, да остануваат во Кратово. Кратово некогаш беше потенцијал за младите и доаѓа од другите градови. Овде многу стручни луѓе се вработуваат тука. На сите тие кои доаѓаа во Кратово им се обезбедува шестстамбен простор, значи под поволни услови да можат да живеат. Исто така, за да останат во Кратово, тие треба да имат и забава, треба да и културни дејности и се она што младите го посакуваат. Затоа и мора да се потрудиме во Кратово да работиме на тоа поле, да не ни заминуваат млади надвор од Кратово. Пред се нови вработувања, развој на индустријава, како што рековме, и младите да си останат тука на своето огниште, да работат и имат екзистенција. Имате нешто да додадете или да одиме на следното, трето прашање на нашиот Facebook профил? Градот на мостовите и кулите врие многу споменици и легенди. Како приказната за Кратово може да им се продаде на странските туристи? Веројатно е најдобар, најсоодветен да даде одговор на ова прашање директор на музеот, повелете. Па видите, кажаме дека има голем број на туристи кои што доаѓаат во градот и на вистина, јас ќе ви кажам еден пример, еден експерт од Бриш кој што дојде во Кратово и кој што беше на 60 години, беше фрапиран од богатството на културни споменици, на кули, на мостови и тој сакаше секој споменик да го види, да го слика, така да немаше време дури и за престој тука што во градот, така да во секој споменик сакаше да појде да ги посети, иако беше во години, меѓутоа беше фрапиран од културното наследство кој што го има Кратово и го поседува. А навистина го поседува. Јас ќе ви кажам дека еве денове го донесом и законот, Собранието на Република Македонија го донесе законот за заштита на културното наследство Кратово, односно централното градско подрачје е прогласено за културно наследство од големо значење. Потоа тука можеме да ги спомнеме и законот за заштита на куклите, на природната реткост куклите. Така да имаме повеќе закони кои што навистина го издигнуваат културно наследство и природно наследство го издигнуваат во еден повисок степен и кои што представува магнет за сите оние туристи кои што доаѓаат во Кратово. Ние секојдневно или секоја година издаваме по некој туристички водич. Така да можат ги подаруваме или ги продаваме во нашите сувенирици. Потоа има голем број на водичи, односно локални водичи кои што добро ги знаат приказните, добро ја знаат историјата и мислам дека сите оние туристи кои што ќе дојдат во Кратово си заминуваат задоволни, а тука ќе го спомнеме и специјалитети кои што ги спомнаме во мисијата, голем број на специјалитети кои што се изработуваат традиционално и кои што навистина имаат убав вкус и навистина самите туристи остануваат изненадени. А ако треба да останат 5 часа, ти остануваат 10 часа, а задоволни си заминуваат од градот Кратово. Добро. Да го надополнам само директорот, значи општината во соработка со другите општини од Североисточен плански регион направи проект за изградба на регионално туристичко информативно биро кое треба да биде сместено во Кратово. Значи проектот е направен со европски пари и сега ќе побараме и пари европски за реализација и изградба на ваков центар. Значи сакаме туризмот да го на ниво на целиот регион развиеме, затоа што тука, како што спомна и Стефче во прилогот, има доста цркви наши, доста локалитети. Во околината е манастирот Свети Јоаким Осоговски, Лесновскиот манастир, црквата Свети Ѓорги во Старонагоричани од 11 век, така да ќе направиме една комплетна понуда за сите општини, регионална да биде и да може туристите кога ќе дојдат да можат во целиот регион да посетат и подолго време и подолг престој да имат. Во кој дел од туризмот би се насочиле? Кој алтернативен, манастирски, пештерски? Каде имате најмногу шанси? Значи, сите од овие што ги спомнавте имаат шанси, али мислам ова што јас го кажав, манастирскиот туризам, ќе треба малце само да ги подобриме инфраструктурните врски, значи со Лесновскиот манастир, со Паланка, со Нагоричани веќе имаме, значи и да ги промовираме тие заедно и мислам дека ќе има туристи. Добро, господа, на крај би сакал да ја слушнам вашата визија за вашиот роден град. Како ја замислувате европската иднина на Кратово? Георгиевски, повелете вие. Па мислам дека Кратово има добри перспективи да напредува. Еве кажа градоначалникот дека се повеќе доаѓаат европски пари во Кратово, со кој што правиме еден напор да имаме
современо живење, значи, меѓутоа и да го запазиме она традиционалното, народната архитектура која што е позната во Кратово, потоа кулите, мостовите, така да мислам дека сакаме и да биде современ град, меѓутоа и да биде традиционален, да биде привлечен за сите оние туристи кои што доаѓаат во Кратово. Ние знаеме дека и градот Кратово повеќе се посветува на туризмот, значи единствена шанса ни е во областа на туризмот да ги привлечеме сите туристи, а мислам дека оние сите туристи кои што доаѓаат се задоволни и заминуваат задоволни од градот Кратово. Андоновски Кратово по 10 години како ќе изгледа? Ќе има веројатно сигурно киносала и театар? Сето ова што го спомнав, мислам дека во Кратово ќе се оствари, треба да бидеме трпеливи и оптимисти. Мислам дека ќе дојдат странски инвеститори во Кратово, ќе се отворат нови работни места и младите и повозрастните ќе најдат свое вработување, ќе имат екзистенција и ќе имат повеќе пари и да шетаат по Европа и како туристи, и како посета на своји роднини, а се надевам се помалку како луѓе кои ќе барат екзистенција во Европа. Тука треба да се ја бараме својата среќа и иднината на младите и на така е. Другите треба да биде во Кратово. Иванов, како ќе изгледа Кратово во 2024-та? Слободно можам да кажам дека, бар јас така го замислувам, дека Кратово ќе биде град на среќни граѓани, град во кој ќе има многу туристи, град со јака индустрија, многу вработени, град со многу културни и спортски манифестации и град кој што во овој период што ведеме наредни 10 години ќе го развие и бањскиот и планинскиот туризам покрај овој што го има. И ФК Силекс успешен не само на домашните, туку и на европските фудбалски терени, така ли? ФК Силекс се надеваме дека ова година повторно поново ќе излезе на европска сцена, каде што му и местото, каде што и припаѓа и како бренд познате широм Европа. Господа, ви благодарам за вашите размисли кои ги кажавте во вечерашната емисија. Почитувани гледачи, тоа беше општина Кратово. Кратовци се уверивте и сами дека имаат добра европска перспектива, го бараат рецептот за успешно да ја избалансираат традицијата и духот на модерното време и тоа да го спакуваат како успешна туристичка приказна. Во секој случај, најстариот град на Балканот има добра европска перспектива. Се надевам дека и самите се уверивте во тоа. Благодарам на вниманието и довидување идниот четврток од Дебар.